Кратки најави за денес. Природното и културното богатство недоволно заштитени, нотира Европската комисија во последниот извештај за напредокот на земјава. Од општина Охрид велат за децениското пролонгирање на автопатот Кичево-Охрид треба да се сноси одговорност. Се подобрува канализационата инфраструктура во општина Дебрца. $90,000 странски туристи ја посетиле земјава во септември. Од полноќ поевтинуваат горивата. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 14 степени Целзиусови. Во вторник во западна, централна и северна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и локално во источните предели. Во останатите предели од Европа ќе превладува стабилно време со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 19 степени. Во Македонија во вторник по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен југозападен и западен ветер кој што во западните предели ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 12 до 20 степени. Во Охрид во вторник по свежото утро со температура од 4 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 16 степени. Во среда во Охрид ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени додека пак дневната до 17 степени. Во четврток и петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд. Минималната температура од 3, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12, односно до 11 степени. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Природата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Културното наследство не е доволно заштитено. Ограничен напредок има и во областа на заштитата на природата, нотира Европската комисија во извештајот за напредокот на земјава. Потребни се дополнителни напори за зајакнување на институционалниот одговор за заштита на природното богатство и спречување дивоградби. Имплементацијата на препораките на УНЕСКО за заштита на Охридскиот регион останува недоволна, се вели во извештајот. Македонија остварила ограничен напредок во заштитата на природата, нотира Европската комисија во извештајот за напредокот на земјава во 2023 година. За заштита на природата се уште течат процесите за определување на Студенчишко блато, Охридско езеро и Белчишко блато како заштитени подрачја и допрва треба да се констатираат, се вели во извештајот. Имплементацијата и препораките на УНЕСКО за природното и културното наследство на Охридскиот регион останува недоволна. Секретаријатот на Бернската конвенција спроведе мисија во врска со отвореното досие наводни негативни влијанија врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица, кандидати за области Емералд, поради развојот на инфраструктурата, се вели во извештајот од Европската комисија. Законот за природата, дизајниран да се усогласи со ЕУ директивите за живеалиште и диви птици, треба да се усвои. Националните фондови на располагање за заштита на природата се зголемени, но се уште се далеку од доволни. Недостатокот на одржливо финансирање и административен капацитет за управување со заштитени подрачја остануваат и понатаму голем предизвик, се заклучува во извештајот од Европската комисија. Културното наследство на земјата не е доволно заштитено, нотира Европската комисија во извештајот. Во извештајниот период постигнат е ограничен напредок на тоа поле. Министерството за култура и другите релевантни институции треба да ги зајакнат своите капацитети за создавање и управување културни политики засновани на здрави принципи на јавната администрација, се посочува во извештајот. Потребни се дополнителни напори за зајакнување на институционалниот одговор и меѓуинституционалната соработка да го заштити културното наследство и да ги спречи дивоградбите. Ова вклучува заштита на локалитети на културно наследство од особена важност, како што се Охридското езеро и старата Скопска чаршија. Културното наследство на земјата не е доволно заштитено, се вели во извештајот од Европската комисија. Министерството за култура треба да изработи нова национална стратегија за 2023-2027 година за развој на културата и да обезбеди соодветен буџет. Годишниот буџет за културата се намалува постојано во последните 3 години, а доцнати реформите по препораките од функционалната анализа на Министерството за култура, се посочува во извештајот од Европската комисија. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид и состојбата на патната инфраструктура во градов беше тема на последното издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Од општина Охрид децидни, недозволиво е децениско пролонгирање на еден автопат. Велат, треба да се сноси и одговорност. Децениската изградба на автопатот Кичево-Охрид, но и состојбите во целокупната патна инфраструктура во општина Охрид, тема на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Последните најави од владата се доколку кинеската Синохидро не ја заврши изградбата на автопатот до крајниот рок 31 декември годинава, можно е раскинување на договорот. Експертите појаснуваат дека дел од причините за одолговлекувањето на изградбата се непредвидени предизвици, појава на нови свлечишта на терасата и поради тоа ќе се ангажираат меѓународни експерти кои ќе дадат предлог, проектански решенија и мислење за целокупниот проект. Од општина Охрид децидни, недозволиво е децениско пролонгирање на еден автопат. Велат, треба да се сноси одговорност.
периодично гледаме поголем број на работници на автопатот, барем на овој, ја што го кажувам условно, Охридскиов дел. Дебарца, не знаеме, во тој дел, не да. знаеме каква е состојбата со изградбата на автопатот во делот на општина Кичево и другово. Така да мислам дека целата оваа работа со автопатот Охрид Кичево и фамата што се издигнува околу него треба надлежните сериозно да размислат и да елаборираат пред нас, пред граѓаните на Охрид и сите општини што гравитираат на овој историски автопат, би рекол и впрочем и пред целата македонска јавност, бидејќи како што знаеме од 400, неполни 400 милиони евра, изградбата стигна скоро 600 милиони евра, што значи околу 10 до 10,5 милиони евра од километар, што го прави најскапиот автопат. Општина Охрид во 2023 година сериозно се посвети на комунални инфраструктурни зафати, велат од општината, поставување нова водоводна и канализациона мрежа и уредување на повеќе улици. Во поглед на оние покрупни инфраструктурни зафати би ги издвоил улицата Македонски просветители, која што, како што кажав во разговорот за автопатот, имавме еден, ајде да го наречам, фаличен проект за работа, со наши дополнителни средства во износ од околу 25-26 милиони денари го доработувавме. Буквално ја сменавме целата комунална инфраструктура под улицата, значи атмосферска, фекална канализација и водоводи во 3 фази. Не беше предвидено јавно осветлување, зашто потрошивме 3,5 милиони денари дополнително во проектот. Во моментов се работи на оние триаголници кај паркинг простора за нивно дооформување. Поставивме заштитна ограда, сообраќајна сигнализација, се со цел, ајде да кажам, да го дотераме тој проект и да личи за парите кои што се потрошија за негова реализација. Знаеме дека тоа беше проект на Министерството за транспорт, меѓутоа колку пари Министерството за транспорт, толку пари вложи и општината. Докаде е проектот за изградба на катна гаража и уредување на плоштадот Крушевска република, како едни од најавените капитални проекти во градот Охрид, може да погледнете во емисијата Прашалник на YouTube каналот на ТВМ телевизија. Се подобрува канализационата инфраструктура во општина Дебарца со средства од Министерството за животна средина и од општинскиот буџет. Во тек се зафати во Волино и Лешани, а аплицирани се и проекти за изградба на канализациона мрежа во село Велмеј и за доизградба на канализационата мрежа во село Мешеишта. Во селото Волино во тек е последната фаза од доизградба на канализационата мрежа и изградба на пумпна станица број 3, со што целосно ќе биде завршена изградбата на овој систем. Вкупната вредност на работите од оваа фаза изнесува околу 2,8 милиони денари, од кои од Министерството за животна средина и просторно планирање преку програмата за инвестирање во животната средина обезбедени се 2 милиони денари, а остатокот се обезбедени од буџетот на општина Дебарца. Во селото Лешани пак привршува првата фаза од изградбата на уличната канализациона мрежа. Вкупната вредност на работите од оваа фаза изнесува 15 милиони денари, а средствата се обезбедени од концесијата на ТАВ, кој владата ги пренамени за инфраструктурни проекти во општините. Со одлука на владата за распределба на средства за проектот за подобрување на водната инфраструктура на општините во Македонија на општина Дебарца и се одобрени вкупно 537.644 евра неповратни грант средства за изградба канализациона мрежа во село Требеништа, а која ќе започне во првите месеци на 2024 година. Согласно одлуките на Советот на општина Дебарца до Министерството за животна средина, аплицирани се и проектите за изградба на канализациона мрежа во село Велмеј со пречистителна станица во село Гаркополе и за доизградба на канализационата мрежа во селото Мешеишта. Црвен крст Охрид објави конкурс за обука за личен асистент на лица со попреченост, според верификувана програма на Министерството за образование и наука. Конкурсот е отворен од денес, 13 ноември до 19 ноември 2023 година. Црвен крст Охрид е овластена организација за спроведување на обуки за лични асистенти на лица со попреченост во Охрид и Дебарца, според верификувана програма на Центарот за образование на возрастните при Министерството за образование и наука на Македонија.
Со цел развивање на услугите за долготрајна помош на лицата со попреченост од страна на квалификуван и професионален кадар, Црвен крст Охрид организира обука за личен асистент на лица со попреченост. Обуката, која содржи теоретски и практичен дел, трае 2 месеци, а ќе се реализира во просториите на Црвен крст Охрид, прилагодени и опремени со потребната опрема и помагала. Обуката ќе изведува наставен кадар, едукатори, доктор по медицина, медицинска сестра, социјален работник и дефектолог, 5 дена во неделата во период заеднички договорен. По успешно завршената обука, кандидатот се стекнува со соодветен сертификат за личен асистент на лица со попреченост и добива можност за платен работен ангажман во нега центарот на Црвен крст Охрид. Заинтересираните кандидати на возраст од 18 до 60 години повеќе информации може да добијат на телефоните 046 261 909 и 070 315 309 на имейл адреса ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид. Конкурсот за пријавување на кандидати за обука на личен асистент на лица со попреченост ќе биде отворен од денес, 13 ноември до 19 ноември 2023 година. Во септември 90.000 странски туристи ја посетиле Македонија, соопшти Државниот завод за статистика. Најголем број туристи во септември дошле од Турција и понатаму најпосетени се езерата и главниот град. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во септември годинава изнесува 124.800, од кои 27,9% се домашни туристи, а 72,1% се странски туристи. Земјава во статистичкиот период ја посетиле 90.031 странски турист, кои оствариле 168.689 ноќевања. Најголем број туристи во септември дошле од Турција, вкупно 23.252, потоа од Србија 8.691, Германија 5.415, од Полска 4.965 и од Холандија 3.243 туристи. Бројот на ноќевања во септември годинава изнесува 256.831, од кои 34,3% се остварени од домашните туристи, а 65,7% од странските туристи. Во периодот пак јануари-септември годинава, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите бележи зголемување за 21,8%. И тоа кај домашните туристи има зголемување за 0,5%, а кај странските има зголемување за 40,3%. Во периодот јануари-септември годинава во однос на истиот период лани бројот на ноќевања е зголемен за 10,2% и тоа кај домашните туристи има зголемување за 1,5%, а кај странските зголемување за 24,7%. И понатаму во земјава најпосетени од туристите се езерата и главниот град. Поевтинуваат горивата од ноќеска на полноќ, соопшти Регулаторната комисија за енергетика на Македонија. Малопродажните цени на Евросуперот БС95 и Евросуперот БС98 и екстра лесното масло за домакинство ќе се намалат за 1 денар за литар. Евросуперот БС95 ќе се продава по цена од 80 денари за литар, Евросуперот БС98 за 82 денари, а екстра лесното масло за домакинство за 76,5 денари за литар. Евродизелот се намалува за 0,5 денари и истиот ќе се продава по цена од 77,5 денари за литар. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Се урна тунел во Индија, затрупани се 40 лица. Спасувачката екипа соопштила дека се живи сите 40 работници кои настрадале при уривањето на сообраќаен тунел во изградба во Северна Индија. Се уште траат спасувачките акции за извлекување на луѓето кои се затрупани од тони земја. На работниците им се доставува кислород низ отворите на урнатините, а се проценува дека работниците имаат мало снабдување со вода. Тунелот е дел од амбициозниот проект на властите за изградба на автопат на Хималаите во градот Утаркаши. Бурата Деби, која се приближува до Велика Британија и Ирска, може да предизвика торнадо со ветрови од 160 км на час, предупредуваат експертите. Британскиот институт за торнадо и бури Торо издал предупредување за опасни метеоролошки услови и најави дека се очекуваат врнежи од дожд и град до 20 мм. Портпарол на Торо изјавил дека постои ризик да се појават 1 или 2 торнада, пренесува Тањук.
Се зголемуваат шансите за ерупција на вулкан на Исланд на полуостровот Рејкјанес. Исланд прогласи вонредна состојба по серијата земјотреси, а властите наредија евакуација на населението во градот Гриндавик во близина на вулканот, јавува BBC. Професор по вулканологија на Универзитетот во Исланд за BBC изјавил дека реката од магма долга 15 километри која тече под земја е се уште активна и дека за жал неизбежна е ерупција. Ерупцијата може да започне во секое време во наредните денови, соопштила метеоролошката служба на Исланд. И италијанскиот вулкан Етна на Сицилија еруптираше синоќа isfрлајќи голема количина пепел и лава. Италијанскиот национален институт за геофизика и вулканологија соопштил дека висината на еруптивната колона се проценува на околу 4500 метри надморска висина. И покрај тоа аеродромот во Катанија не е затворен. Облакот од пепел од ерупцијата на Етна во месец август предизвика хаос во воздушниот сообраќај. Многу летови беа откажани или одложени. Поранешниот британски премиер Дејвид Камерон стана нов министер за надворешни работи на Велика Британија. Премиерот Риши Сунак денеска направи промени во својот кабинет, поставувајќи го Камерон на местото на досегашниот министер Џејмс Клеверли. Камерон беше премиер на земјата од 2012 до 2016 година, кога поднесе оставка по референдумот за Брекзит, со кој Велика Британија излезе од Европската унија. Иако бев надвор од високата политика во последните 7 години, се надевам дека моето искуство ќе му биде од голема помош на премиерот Сунак. Можеби не се согласував со некои негови индивидуални одлуки, но сепак тој е силен и способен лидер, изјавил Камерон. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.